Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник точно во 17:10 сме со вас и за вас се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. И денес ќе биде така, значи ќе разговараме за една интересна тема која што верувам барем ако не секој втор, барем секој трет имал некој ваков проблем, а тоа се мускулно-скелетните заболувања. Меѓутоа, по-конкретно ќе разговараме за апликација на медикаменти со помош на инекции кај сите мускулно-скелетни болести. Сега нели нормално кај кои мускулно-скелетни болести, како тоа се прави, кои треба нели испитувања да се направат пред да се појде кај специјалист, физијатар или оние кои што нели се занимаваат со оваа проблематика, за да нели ви откријат што точно е проблемот, па за да знаат како да реагираат. За сите овие работи денеска ќе разговараме со доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар и ни доаѓа од Превентива 99 и се надевам дека сите ова што ќе го говориме ќе биде од ваша корис, уште повеќе што знаете дека сме контактна, отворена емисија, па доколку имате некои прашања, секако ќе можете да се вклучите во нашиот разговор. Доктор Симона, добри дојде. Добро ве најдов. Так. Кажав за што ќе говориме денес. Темата е навистина интересна и многу широка, меѓутоа многу луѓе се соочуваат со вакви проблеми. И затоа одлучивме токму за ова да разговараме. Да. Не сме говориле токму за оваа тема досега воопшто во вашето. За мускулоскелетните заболувања представува една широка лепеза на болести, односно ги зафаќа сите мускули и целиот скелет, односно сите зглобови како во рбетниот столб, така и зглобовите нели по екстремитетите и токму поради тоа представува една широка лепеза на болести. Се во оној случај каде што ние не сме задоволни од конзервативното лекување, односно од лекувањето со таблети, така. Од лекувањето со некои, например, физикални модалитети, физикални терапии, можеме или во моменти кога има пациентот преголема болка, можеме да аплицираме одредени медикаменти директно на местото каде што е проблемот. Сега да им објасниме нели на гледачите зашто решаваме да бидат тие медикаменти таму точно внесени, бидејќи делува локално. Односно, ние кога ќе се напиеме една таблета за болка, таа делува, да речеме таблети за болки, делува антиинфламаторно, противовоспалително, делува на местото каде што има воспаление, меѓутоа делува и системски, односно поминува преку желудникот, преку цревата, преку нели целиот додека достигне и иде во местото каде што треба, меѓутоа иде не во таа концентрација, додека кога аплицираме директно на местото каде што има проблем, ние делуваме локално на местото, односно нема потреба целиот систем нели да се оптоварува, односно не треба желудникот да трпи од таблетите, не треба бубрезите да се оштетуваат, можеби некои и кога даваме кортикостероиди орално, односно преку уста, доаѓа до покачување на притисокот. Кога даваме локално во моментот, ќе делува по малце закачување на притисокот, бидејќи нели нема да биде тој системски, не односно локално. Има и лекарства кои не може да се дадат на друг начин, освен локално, директно во зглобот, бидејќи еве во рбетниот столб ние немаме крвен сад што стига до него, па не значи дека ако многу пациенти прашуваат нели ако се напиеме, не знам, колаген, дали ќе ни помогне за дискус хернија? Нема да помогне за дискус хернија. Да, тоа е секогаш дискутабилно и многу го препорачуваат, меѓутоа тоа може да помогне кај артрози, проблеми со зглобови, да, бидејќи не за дискуси, бидејќи дискусот нема крвен сад и тоа што ние ќе го внесеме нема како да стигне до самиот диск. Од друга страна имаме други препарати кои може да се инжектираат на тоа место, односно во близина на местото каде што е дискус хернијата, да се направи нели кај народот попознато како блокада, да се блокира болката, да се намали воспалението и потоа на пример да се третира пациентот со определена терапија која би дала долготраен резултат. Ајде вака малку сега да поразговараме, односно да информираме за дегенеративните заболувања. Какви видови на заболувања дегенеративни постојат и во кои групи се, како се поделени? Па можеме да ги поделиме на две поголеми групи. Едните, како што спомнав, се на рбетниот столб, тука е проблемот со вратот, проблемот со нели торакалниот дел, односно градниот дел, со лумбалниот дел. Тука влегуваат тие дискус хернии, спондилози, дископати и најразлични проблеми кои произлегуваат, односно болки по рацете, болки по нозете како последица нели на проблемот со вратот или со
со кичмата доле, исто така може да има проблеми со нервите, односно пареза, парализа на нервот, што е веќе една поголема компликација за разлика од другите. Додека за зглобовите претежно спаѓаат во групата на артрози. Тие артрози се оштетување, народски кажано, на раскавицата, намалување на раскавицата и поради тоа доаѓа до триење. Во самиот зглоб пациентите се жалат како на вкочанетост, нели на зглобовите крцкање, да речеме на почетокот не може да се симнат по скали, потоа не може да се качат по скали. Претежно најоптоварени ни представуваат коленото и колкоце зглобови, меѓутоа имаме и пациенти кои имаат и со скочниот зглоб проблем поради видот на работата што ја работат, ако стојат многу на нозе или ако носат некои специјални обувки кои прават проблем со стапалата. Од друга страна имаме и проблеми со горните екстремитети кај пациенти кои имаат повторувачки работи, например многу често некои ако мијат или нешто мајстори каде што имаат повторувачка работа, тогаш има проблеми и со лактот може да има и со зглобот нели на раката, меѓутоа многу често, најчесто нашите пациенти имаат проблеми со рамото, односно попознати како калцификати, нели остеофити, калцификати, нели во рамото е калцификат и се образува како последица, може да биде на оштетување на тетивата, може да има и воспаленија, да речеме бурзитис, тоа е полнење на течност, кој исто е многу болна состојба што може да доведе и до frozen shoulder, односно до замрзнато рамо, па пациентите со години не можат да ја дигнат раката, не можат да исчешуваат косата или не можат секојдневните активности да ги извршуваат. На почетокот од болка, а потоа и од скратување на самата капсула околу зглобот и тоа е еден долг процес за жал замрзнато рамо, нели ние го викаме frozen shoulder, каде што рехабилитацијата целосно трае до некои до 2 години. Значи не е тоа континуирано, меѓутоа до 2 години за да може да очекуваме подобар резултат. Така, како што викаат, не доаѓа така одеднаш, па и да се излекува одеднаш. Додека овие што се дегенеративните заболувања на рабетниот столб, да, ги кажавме, тие се дискус херни, дископати, спондилози, значи таа е на сите проблеми што се имаат со рабетниот столб во зависност од локацијата каде се наоѓаат во рабетниот столб. Се може и на мали зглобови да имаме, како јазли на шаките што имаат искривување, меѓутоа тие се поразлични од да речеме болестите што се ревматолошките и тука веќе докторот нели може да направи дистинкција, односно разлика дали проблемот е ревматски или проблемот е, например, од старење на самите зглобови во зависност од нивото на оштетување, претежно кај ревматските, нели има сабајлесна вкочанетост, црвени лотоци, додека овие дегенеративните, тоа е дегенерација, односно старење на самиот нели организам, колку и да звучи нели не убаво, меѓутоа старе организмот и заради тоа се случува тоа оштетување независно на кое ниво. Сега значи за сите овие проблеми кои што ги напоменавме, за сите дегенеративни заболувања, до сега за сите кога не помагаат оние третмани кои што вие ги правите, одлучувате во еден период од третирањето да се зависност каде еве конкретно на пример за рамото. Кога треба прашање, сега секој случај медикамент како секој случај е различен. Да речеме конкретно за рамото, секако нема да ни биде освен пациентот да има енормни болки, меѓутоа нема да ни биде прв избор на лекување инекција. Зашто? Бидејќи таа инекција се прави се става кортикостероиди и анестетик внатре. Кортикостероидот е лек што е добар, помага брзо, може да го разложи калцификатот, но од друга страна може да направи оштетување на самата тетива. Така да ние ги гледаме кои почнуваме со класична физикална терапија, ако не сме задоволни од ефектот, да речеме да се намали, одиме со шоков терапија, односно нели кршење на калцификати, што се терапија со ударни бранови, а во случај да не би дала таа резултати, што претежно во најголемиот случај дава резултати 80-90%, тогаш веќе се решаваме во ред има ризик за тетивата, меѓутоа мораме да го подобриме квалитетот на животот на тој човек и тогаш се решаваме да се аплицира, збориме конкретно за рамото. Од друга страна ние имаме проблеми со зглобот, например, на коленото. Во зглобот на коленото може да иде тоа видео, може да иде сликата со
шприцовите, таму имаме, например, она народски што го викаат вода во колено, значи синовит, односно имаме воспаление и доаѓа до полнење на течност во самото колено. Во тој случај ние мора да направиме пункција, односно да извлечеме водата за да се ослободи самото ткиво, односно самиот зглоб, за што и ние да инектираме или што и да ставиме или што и да правиме терапија да има некаков ефект, бидејќи на толку отечено колено каде што ќе извлечеме многу милилитри, не можеме да очекуваме дека само со таблети, со медикаментозна терапија би имале некаков резултат. Така да соодветно на тоа во зависност од дијагнозата специјалистот решава кој тип на терапија би се предложил кај самиот пациент, или ако има болки, некогаш пункцијата не е и дијагностичка, односно пациентот ако има течност, меѓутоа ако е таа пратена со крв, ако е пратена, да речеме, ако е матна, тогаш очекуваме и дека ќе има и бактерија внатре. Тоа е веќе редок случај, меѓутоа бактерија. Ако е само крв, тогаш може да очекуваме дека има повреда дали на лигамент, дали на менискус. Тоа е најчесто после повреда на самиот пациент и така да значи тоа може до некаде да биде дијагностичка процедура. Многу често пациентите се плашат, кога ќе им кажеш нешто боцкање, готово ако се боцне коленото, тоа е тоа. Не е така, значи воопшто не е така. Има пациенти кои што еднократно се аплицирала некаква инекција и потоа немало потреба повеќе да се наложи во животот пациентот да прими инекција. Додека кај тие што имаме артрози, што е артроза, теснење на рскавицата, тука се прави проценка од големината на артрозата, односно колку од рскавицата е останата. Имаме хиалуронски препарати, различни видови, некои се аплицираат на 3 месеци, што лично не се мој избор, бидејќи не ќе пациентот премногу често да го боцкаме. Има значи препарати кои траат година дена, во зависност од оштетувањето, меѓутоа најдобро е да се аплицира кај оние пациенти кои има барем 50% од сочувана рскавица. Затоа не е работата ние да чекаме веќе да дојде и тогаш. Во тој случај нема да помогне. Значи кај под 50% рскавица кога има пациентите и да имаат некакво леснување и подобрување ќе бидат од неколку месеци, а нема да биде од година, додека кога имаме пациенти што се под 50% од рскавицата, во тој случај препорачуваме друг тип на инекции, тие се гинекуларни инекции, односно се блокира нервите кои пренесуваат болка и пациентот, да речеме 6 месеци го обезбелуваме и квалитетот на животот за тие 6 месеци се подобрува. Односно, да речеме, пациентот треба во тоа време да ја зајакне мускулатурата со цел да има поквалитетен или да прави терапија или некоја друга процедура, добиваме простор од време од 6 месеци каде што кај пациентот може да има подобрување. Некои пациенти треба да прават, да речеме, операција на колено, меѓутоа нема веднаш простор, нема соодветна протеза, може да се става тие инекции и 6 месеци дур да се почне операцијата, пациентот да може да оди, бидејќи имаат пациенти толку болки што пациентите буквално не може да станат или не може да одат самостојно, па користат дубак или различни други помагала, некои воопшто не може да се движат, така да го подобруваме и квалитетот на животот кај тие пациенти. Тие се инекции гинекуларни каде што значи ја блокираме болката, што е нешто поново во Македонија, не е многу често сретнато и тие се користат, тие се кај тие што веќе претходно викавме, готово ова мора операција, имаме простор да работиме кај тие пациенти. Со овие сега што тие се гинекуларни инекции, на 3 или 4 места се аплицираат, во зависност од тоа и сето тоа мора да напоменам дека во нашата ординација се работи по дехомониторинг. Затоа и на тоа видео може да се види дека кога се прави пункција, кога се прави извлекување, секогаш јас работам под ехо, за да се гледа точно конкретно, значи колкава е, ако има циста, да речеме колкава е цистата, дали сум внатре во цистата и се аспирира, секогаш се проверуваат и од страни да не се засегнат нерви, крвни садови, значи да знаеме и секаде во светот, посебно во Европа, а уште повеќе во Америка, се користи, се вика ultrasound guidance, односно водење со помош на ултразвук и ние гледаме точно каде влегуваме. Значи не ја боцкаме слепо каде што па не дај Боже да дојде до повреда како што се плашат пациентите, туку го користиме ултразвукот не само како метода на дијагностика, туку и како метода на лекување
со помош, нели, дури се гледа на ултразвукот како и каде влегува самиот лек. Ајде ќе го побараме од режија видеото да го пуштат, за да можат нашите гледачи вака да видат. Еве. Ова е фотографијата, ми се чини, така, или видеото е добро. Ето, овдека се гледа, значи дека нели ултразвукот седи, јас така. Гледам, значи пунктирам овдека значи, конкретно некоја циста, да. Ултразвукот, ултразвукот, другата е значи каде што се пунктира и има апарат, нели на од ултразвук, сите знаат апаратот и се гледа точно нели што каде сме ние, дали ќе ставиме лек внатре, дали ова е пункција, дали само ќе извлечеме, во зависност и колкава количина влечеме и знаеме дали е доволно не да доставиме, па потоа повторно да треба да се повторува процедурата. Кај некои процедури, кај некои цисти знаат и да се вратат, значи нема нели сигурност, меѓутоа многу е по-безбедно и по-сигурно кога и пациентот и за нас како лекари ги работиме методите под ултразвук, бидејќи тука не може да се сгреши. Так, значи на сигурно што се да. види. Да. Пака и вие да видите што се случува внатре, за да можете нели да интервенирате точно на она место каде што е потребно. Дали само една инекција е потребна или после одреден период се аплицираат и повеќе? Во зависност што први имаме многу видови на инекции. Повеќе пати се аплицира. Повеќе пати, да речеме покрај класичната хиалуронска, ви кажав дека има например на 3 месеца, има 1 месец. Имаме и PRP, PRP е третман што се користи кај кожата и кај косата, меѓутоа и кај зглобовите, каде што тромбоцитите се користат нивното својство на регенерација на ткивото. Се боцка и во зглобот. Тука претежно неколку пати може да се боцка, не една, кај полесните случаи еднаш, а на некој растојание од неколку недели може 2 до 3 пати, може да биде чист PRP, а може да има и ампули PRP со хиалуронска киселина, може во некој случај да се стави анестетик на место каде што има пациентот болка, да се повтори еднашка, да се даде 2 пати, исто може и да се користи кај мускулоскелетни, меѓутоа ова повеќе кон невролошки, меѓутоа и кај пациенти кои имаат главоболки, можеме да користиме терапија со ботокс, нели ботулинов токсин, како за лепота што е попознат на народот, меѓутоа не ја користиме за убавина, туку што е дејството на ботулинов токсин, ги релаксира мускулите, односно таму мускули каде што имаат спазам, претежно нашите пациенти знаат да имаат главоболка и се боцка на вратот од позади на определени места за да се релаксираат мускулите и она потекло од главоболката кој од вратот се намалува, или ако ни треба моментално релаксирање на мускулот на ногата, на мускулот на раката, претежно после мозочен удар, некоја пареза, значи или церебрална парализа кај деца, јас не работам конкретно за тоа со деца, меѓутоа се користи за релаксација. Имаме период ефектот на ботоксот е некои 6 месеци и во тие 6 месеци да ја направиме рехабилитацијата за пациентот да го подобри квалитетот на животот. Така. Како се диагностицира ова што досега што говоревме? Кои се тие испитувања што се прават за диагностика? Можеме диагностика за зглобови, најчесто користиме ехо, можеме рентген да користиме, магнетна резонанса. Дали може во вашата ординација со ехото вие да направите преглед? Да. Преглед се прави кај зглобови за ехо. Многу често пациентите мислат дека може на рбетен столб. На рбетен столб не. На рбетен столб може пациентот да боцка, значи може докторот да боцка за да гледаме кога се става блокади на определено место, точно значи да се блокира нервот, односно инекцијата каде се движи и каде да се блокира, меѓутоа не се гледаат патологиите. Патологиите на рбетниот столб се гледаат или со рентген, или со компјутерска томографија и нели најдоброто магнетна резонанса, тие што кога ќе најдат термин или кога ќе можат да си ја дозволат пациентите. Така. Значи, кажавме како се диагностицира, секако потенциравте дека ако е само на зглобовите правите кај вас ехо. Сега, бидејќи говоревме за многу видови на дегенеративни заболувања, лекувањето оди секогаш нели безоперативно, во крајен случај ако не може нели да се постигне ефект со сето она што
конзервативно се применува во однос на она вие што го работите во вашата ординација, потоа се преминува оперативно. Како оди лекувањето? До кога конзервативно, до кога е безоперативно, во кој случај веќе? Во зависност од степенот на оштетување. Кај зглобовите ви кажав, ако е премногу истенчена рскавицата, нема никакво движење, зглобовите стануваат нееластични, односно пациентот не може да користи, не може да оди, во тој случај нели во со ортопедот се договара за да се направи промена на самиот зглоб, односно протеза да се стави независно дали е колено или колк, додека ако е, да речеме, во врска со рбетниот столб, неколку индикации се за операција, односно болка подолга од 6 месеци, миелопатија кога настанува оголување на нервите или пареза на нервот, односно некои од нервите не може да се движи, дали на рака, дали на нога, пациентот на пример ја влече ногата, не може да ја користи раката, или кај пациенти што имаат проблем со долниот дел од рбетниот столб, неможно за контролирање на урината. Тие се стварно хитни состојби, каде што во рок од неколку часа хитно пациентот нели нормално неможност да се движи со двете нозе, значи тие се состојби каде што бараат хитно хируршка намеса. Секако докторот кога ќе направи преглед ќе определи нели ако нема реално да може да се помогне, тогаш веќе се решава за хируршко лекување. Ајде тука уште еднаш ќе се обратам до нашите гледачи за сите оние кои што нас следат, значи говориме на тема аплицирање на медикаменти со инекции, нели, кај мускулно-скелетните проблеми. Кажавме доста информации околу тоа како, нели, кога, во кои случаи, какви инекции се користат, како се аплицираат, имавме нели видео да можете да видите како тоа се прави. Ако имате некој прашање или ако имате некој проблем со мускулно-скелетните заболувања, слободно може да не искомуницирате. Доктор Симона е тука со мене во студиото, ќе ви даде насока и одговор на она што нели е ваш проблем. Доктор Симона, обично кажавте дека дискус хернијата не се третира со овој тип, така? Не, дискус хернијата не се третира со медикаменти, зборам за колагенски препарати, бидејќи пациентите нас се меша да се третира во акутна фаза со лекови, односно ние веднаш не би го ни зеле пациентот во она акутна фаза, тоа е некои 2 до 3 недели, каде што веднаш пациентот нели има болки, тогаш се пробува дали со инекции, класични инекции нели интрамускулно, дали со класични таблети, малку се подсмирува влага, влегува пациентот во субакутна состојба и потоа се третира нели со помош на конзервативна терапија, ако не е индициран нели за оперативна терапија, со конзервативна терапија, каде што претежно имаат пациентите подобрување. Сега во некои случаеви кај тие дискус хернии може да има големи спазми на мускулите, односно мускулот да е во голем грч и пациентот да е анталгичен, ние викам, односно искривен на едната страна мускулот. Во тој случај знаеме да ставиме инекција во самиот мускул за да се релаксира, се става анестетик, кортикостероид или само анестетик, имаме краткотрајни и долготрајни анестетици, се релаксира мускулот и може да се работи на самото ткиво, бидејќи ние имаме декомпресиона терапија која е... Да, тоа сакав да прашам, што друго применувате освен што... Кое не хируршко лекување на дискус хернија, каде што доаѓа до отварање на просторот меѓу дискусите од 1 до 3 мм и дискусот влегува внатре и кога има преголем спазам, не може да стигне да речеме самиот ефект од терапијата внатре во меѓу пршлените, односно во дискот, си стега само мускулот, во тој случај може и орално да се примаат некои миорелаксанти, а може и локално да се стави анестетик за да се опушти тој мускул, за да имаме уште поголеми резултати. Кога пациентот нема толку болки, може да се спроведе рехабилитацијата многу поквалитетно, односно ние сега да не се секираме како ќе помине вечерта, дали ќе спие, дали сабајлето ќе стане, бидејќи пациентите имаат огромни болки, конкретно збориме за дискус хернија, бидејќи тоа е компресија, притисок на нервот, механички притисок и пациентите имаат сериозни болки. Така да во некој случај не дека ако ние го буцеме пациентот, он ќе се излечи, туку квалитетот на животот му се подобрува во моментот и потоа продолжуваме со рехабилитација. Кога станува збор за декомпресионата терапија,
колку е безбедна, бидејќи нели обично сите кога ќе слушнат декомпресија па истегнување, малку знаеш им е тоа сега што ќе се случува, како па дали може нешто да се случи полошо. Малку да појасниме. Да, апсолутно безбедна. Зашто не треба да се грижат и кои пациенти не можат да имали такви кои што не можат да и сега кога на тие пациенти ние веднаш нели ќе им откажеме да им правиме таква терапија. Меѓутоа претежно е сигурна терапија кој што нема сериозни компликации, до сега не сме имале компликации. Поризична е кај пациенти со остеопороза, но не апсолутна контраиндикација. Поризична е, треба да се направи DEXA скен, да се види кој е степенот, густината на коските и да се реши нели како ќе се аплицира, соодветно се процени ризикот, дали би превзеле ризик да преземеме и со која тежина и со која сила би оделе самото извлекување како прва работа. Како втора, има пациенти кои се апсолутно контраиндицирани, тоа е пациенти со некои ревматски болести, тие значи не смеат да прават, конкретно зборам за вратот, додека лумбалната може да се примени и нормално сите општи состојби што важат за дека пациенти на физикална терапија не се примаат со тумори, со воспаленија, значи инфекции си останува како за и за електротерапиите, и за лазер, и за магнет остана. Значи, некои од ревматските состојби каде што ние апсолутно, значи не ги прифаќаме тие пациенти бидејќи има ризик и некои со посериозни состојби на остеопороза, тие се ризични, дека соодветно ние ќе правиме нели терапија со испитувања кои се направени каде што се гледа точно нели каде е оштетувањето, на кој ниво. Затоа јас многу често им барам на пациентите магнетна резонанса бидејќи се гледа колку е истечен дискот, каде врши притисок тој диск и која е големината на дискот, за да знаеме и да може да очекуваме кои нели што би можело да има подобрување. Бидејќи многу често правиме контролни магнетни резонанси, да речеме после 3 до 6 месеци, каде што гледаме колку е редуциран, односно колку е намален дискот што бил претходно истечен. Лазерот, каква е неговата примена? Лазерот претежно го даваме за обезболување. И што, да, значи за болка. За обезболување, аналгетско има дејство, има и регенеративно дејство, односно помага на регенерација на ткивата. Се регенерира и колагенот, значи лазерот има доста добро дејство. Исто и магнетотерапијата. Магнетотерапијата прави точно за дискусот, рехидратација на дискот, односно се полни повторно со течност и тој може да делува обезболувачки, ја јакне коската, така да кај остеопорози, кај фрактури е дефинитивно нешто што би го препорачале на пациентите. Електротерапиите, значи имаме голем број нели на електротерапија, во зависност дали треба да се намали оток, дали треба да се направи анестезија, дали треба да се стави некаков локално лек, не со инекција, туку со помош на електротерапија, исто може да се изведе кај тие пациенти кои не сакаат да имаат нели боцкање. Така да имаме се прави преку мускулите, преку кожата, односно преку ткивата навлегува лекот внатре во самиот зглоб, нерв, во зависност нели што треба и прави релаксација на мускулите, ги опушта мускулите. Сега соодветно секој физикален модалитет на различен начин делува и затоа комбинираме, тука е веќе одлуката на лекарот, нели што ќе препише за пациентот да има подобрување. Исто имаме и покрај електротерапиите и терапија ултразвук, да, каде што е многу добра за зглобови бидејќи има неколку дејства. Првото дејство му механичкото дејство, односно прави микромасажа на ткивата. Особено добро делува на ткива кои што имаат повисока содржина на сврзно ткиво колагени, односно лигаментите, тиви и затоа го околу самите зглобови. Од друга страна делува и на дискусот, го прави од течна во сол состојба, односно се намалува. Тоа е едно од механичките, има и физички дејства, значи кои хемиски дејства кои помагаат на ткивото да се намали воспалението и отоците. Односно некои од терапиите прават дури како обезболување, меѓутоа на ниво на лачење на определени опијати со цел намалување на болката локално на местото и подобрува циркулација. Од електротерапијата све споменавме што се употребува, што се вклучува? Па имаме голем број на електротерапија. Тенсо-ТВ како електротерапија е терапија за обезболување, каде што не е контраиндициран, тој дури кај бремени може да се дава кај пациенти со тумор, само обезболува, а другите терапии се даваат во зависност од што дали други видови електротерапија. Така, сега и она, како да кажам, најпознатата кинезитерапија.
Тоа се вежби, да. Така. Вежбите ги даваме секако кај пациенти со цел зајакнување на мускулите, а подобрување на движењето во самиот зглоб, односно кај тие што имаат, да речеме, артрози, доаѓа и до скратување на мускулите, доаѓа и до ослабување на мускулите и ткивото не е толку еластично, бас поради тоа бараме нели кинезитерапија со цел не е само ефектот што ние ќе го направиме, мора и мускулот да се зајакне за да ја задржи силата на нели на тоа што сме го постигнале. Така. Претпоставам дека временската рамка на третманот зависи од индивидуална зависи од состојбата на секој оној кој што го има проблемот, меѓутоа еве вака да како да кажеме една ајде временска рамка да генерализираме, обично 2 недели знам дека треба отприлика 2 недели. Во зависност од случајот, меѓутоа вообичаено физикалната може од 5 дена до 10 дена, па и 20 дена. Најмногу може 20 дена да се практикува, па потоа се прави пауза. Бајанско, треба пауза дефинитивно, значи бидејќи електротерапијата не е Затоа прашувам, бидејќи нели мора да постои некоја временска рамка каде што мора малце да се направи. Нема да има ефект некој од електротерапиите, ако постојано се прават, едноставно го губат ефектот и нема смисла ткивото да се прави траума на ткивото, бидејќи веќе нема ефект. Поради тоа некои пациенти кои ќе речат не може, не е дека не може, кај тие состојби каде што мора, пациентот може и за некој месец да се повтори нели физикалната. Не мора да чекаме она 6 месеци како што е познато во народот, 6 месеци кај тие што имаат хронични болести, гонартроза, проблеми со колената, проблеми со нели колкови, со ребетен столб, меѓутоа кај хронични состојби, ако во моментот екзацербира состојбата, односно се влоши, нормално дека нема да чекаме наредните 3 месеци да седиме дома и да чекаме, ќе се отиде повторно и ќе се види сега. Тоа може да биде од дигање тешко, да речеме кај пациенти со колена, од качување, некој дигање на тежина и собствената тежина игра нели голема улога. Обично секогаш кога се работи за ваков проблем, вие препорачувате да се намалат килограмите. Па да. Заради тоа што тоа е една од причините, нели, самата тежина, делува на целиот рбатен столб и на сите оние проблеми кои што се јавуваат. Доктор Симона, вака претпоставам дека многу работа имате, бидејќи навистина многу луѓето имаат вакви проблеми. Може ли да издвоите од сите овие мускулно-скелетни заболувања, кои се најчестите, Па најчесто дефинитивно е дискус хернија, мислам дека веќе пациентите и самите знаат дека дали на вратот, дали на рбет, на лумбалниот дел, независно. Значи најчесто е или на вратот или на рбетот, торакалните дискус хернии се многу ретки, меѓутоа и тие се некои 12% од севкупните дискус хернии на рбетниот столб. А спондилозата исто е доста често, особено поради седењето пред компјутера и на вратот. Исто така доста се чести артрозите, значи проблемите со гонартроза со колено, коксартроза со колкот. Тие се едни од најчестите проблеми и сега не споменав дека многу често поради тоа триење доаѓа до воспалување во самиот зглоб и пациентите во моментот нели имаат оток, имаат болки и тоа е влошување во моменталната состојба. За да кажеме дека пациентот имаме повеќе видови на артрози, односно степенувањето има од 0 степен кога пациентот е здрава раскавица до 4 степен, значи и самото оштетување на зглобот се степенува, односно оштетување до 20% на раскавицата, оштетување 40, 50, над 50% и според тоа нели решаваме кој тип на терапија би бил пациентот индициран, дали само со класична физикална терапија или би оделен нели и со медикаментозна терапија, дали орална или повторно инекции во зависност од нели состојбата. Исто не споменавме во врска со мускулите инекции, меѓутоа тоа се инекции во самите мускули, суви игли се нарекуваат методи, каде што оние како чворчиња што ги осеќаат пациентите од мускулите со многу тенки акупунктурни игли
се прави боцкање со цел тоа чворче да се направи релаксација, бидејќи со згрчување на мускулот доаѓа до негово уште повеќе оштетување и еден циклусот кај што пациентите не можат да излезат, така да еве и тоа е како метода за оние пациенти кои што не дале резултат. Имаме и терапија со dry needling, односно терапија со суви игли, каде што доаѓа до инекции се ставаат во местото каде што има згрчување на мускулите со цел релаксација на мускулот. Претпоставам дека со сите овие проблеми некако можеби се најспецифични за повозрасната популација. Доаѓаат ли млади? Многу млади има, значи тоа едно време можеби беше со вакви заболувања. Тоа едно време може да кажеме дека беше повозрасната популација, сега за жал многу е често помлади, односно мислам дека 50 се некаде може и повеќе, особено кај за дискус хернијата поради седечкиот начин, нели најверојатно на живот. Исто така не споменавме уште една терапија, тоа е шоквейв терапијата. Кажавте на почетокот, со ударни бранови, каде што и таа може да ја користиме кај пациенти и со проблеми со зглобовите, нели како кај калцификати, меѓутоа и кај тендинопатија, оштетување на тетивите поради прекумерна употреба, можеме да користиме за релаксација на релаксација на мускул како последица на пример на компресија на некој нерв, а може и да се користи кај релаксација на мускул како последица на пример на невролошки оштетувања како мозочни удари. Сега во зависност нели од состојбата проценуваме дали шоквейв, дали ќе се прави терапија со ботулинов токсин, односно што би имало поголем ефект. И сега за да нели обично секогаш говориме нели проблемите, меѓутоа како да се спречат овие работи вака како за крај? Има ли превенција од заболување? Кај мускулно-скелетните заболувања. Па сега имаме и некои предиспозиција сигурно на телото каде што нели тоа се некои семејни болести каде што сврзните ткива на определени пациенти се по-слаби, па имаме пациенти кои што во фамилија едноставно имаат генетски, така да речеме, предиспозиции. Од друга страна имаме пациенти кои што имаат прекумерна тежина, да се редуцира телесната тежина, да се смени по движење и повеќе да имаме, спортување, да се избегнува статичко седење, лошо дигање, односно заштитни позиции при работа, нели како да се дига, како да се гледа телевизија седнати, како да се работи на компјутер, што кај нас тоа многу ретко нели се воопшто не се практикува како така. Значи тие се превентивни работи, ама кај нас идат како куративо, односно како лекување, од кога веќе нели ќе се случи. Затоа велам како, меѓутоа некако тешко да работите. Проблемот меѓутоа ние како нација не сме нација која спортува, бидејќи ако спортуваме многу имаме повеќе шанси да ги спречиме тие заболувања. Исто така поголем прием нели на некои храни како што се богати со колаген би било добро, како еве на пример во рибата, и можеби некој превентивно конзумација на некои глукозамини, хондроитини, колагенски препарати, меѓутоа кои што би помогнале, бидејќи дел од нив тоа се и органски и неоргански состав и на коските, може и за коските да допринесе за зајакнување покрај калциумот. Така. Доктор Симно, јас ти благодарам за денес. Соработката нели со Превентива 99 трае многу долго и понатаму ќе трае и се надевам во новата сезона, бидејќи планираме малку нели да направиме емисијата некако поинтересна за нашите гледачи, па ќе дојдеме во вашата ординација, па да снимиме сето на што вие го работите и на кој начин го работите, за малку некако поубаво да го доближиме до нашите гледачи, да им стане појасно. Вака можеби кога говориме, не им се толку јасни работите, што и како, нели? Секако имате покана. Ќе дојдеме, ќе снимиме и ќе презентираме да вашите. Секако имате покана во било кој момент, значи кога ќе решите, кога нели како ќе ви тече емисијата, со задоволство не само да гостуваме, туку и вие да бидете наши гости. Со задоволство ќе биде така. Ти благодарам уште еднаш и секако се гледаме во новата сезона. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Секако секогаш на крајот потенцирам да имате убав остаток од денот, да се грижите за вашето здравје, а ние во вторник ќе се видиме за 7 дена во исто време.